Уште од крајот на 2020 година, американската војска му должеше на Сенатот и Конгресот извештај за неидентификуваните летечки објекти, кој на 25 јуни официјално беше објавен. Извештајот, јавниот, се содржи од оскудни 9 страници и наликува на писмена работа од основно или еден расказ на лектира. Но тоа е само јавниот дел од извештајот, а класифицираниот, кој е многу поголем, може да го видат само политичарите. Извештајот се осврнува на случаи со НЛО кои биле пријавени во војската, а во него се вели дека 143 случаи од вкупно 144 со вакви напредни летала се уште остануваат необјаснети. Само еден бил разјаснет. Исто така се заклучува дека војската и натаму неидентификуваните воздушни феномени ги перцепира како можна опасност за воздушниот сообраќај, но и воените активности, бидејќи многу често се појавувале над воени бази или за време на воени вежби и со самото тоа се перцепирани како можна опасност за националната безбедност. Меѓу заклучоците се вели дека некои од случаите би можеле да бидат балони, јато птици, пластични вреки, влага, термални флуктуации, но ова не се заклучоци на некое научно истражување па објавени во извештајот, туку само шпекулации дека би можеле некои од овие неразјаснети случаи да бидат протолкувани погрешно, а да се вакви некои нешта кои се сосема нормални, но сето ова е прилично навредувачки за пилотите кои ги пријавуваат случаите. Пилоти на кои се потрошени милиони долари за обука и кои управуваат со летала кои што имаат врвна опрема и сензори кои се исто така многу скапи и на кои се регистрирани неидентификуваните летечки објекти. Натаму се вели дека можеби се тајни летала од тајни експериментални американски ентитети, но ова, како што пишува во извештајот, се уште не можеле да го потврдат. Исто така и ова е некаква предпоставка, а не некаков заклучок од истражување. На крајот во заклучоците се вели дека и некои од овие феномени можеби се технологија од Русија, Кина или од ентитети кои не представуваат ниту една влада. Се разбира дека и ова е само предпоставка, а не некаков заклучок. Извештајот воопшто не се обидува да расветли дали постои вонземски живот, туку само да се обиде да даде објаснување за тоа што се неидентификуваните воздушни феномени. Исто така во извештајот се вели дека војската нема да објави никакви докази или материјали кои ги има за овој феномен. Со други зборови и накратко, извештајот вели дека феноменот е вистински, постои и дека се уште не е објаснет. Потребно е дополнително да се истражува, што може да се свати и како уште едно признание на феноменот, но и како продолжение на политиката на прикривање, но со една мала додавка, а тоа е не и негирање на феноменот. Не дека некој очекуваше дека ќе има објава дека вонземјаните постојат и не посетуваат стотици илјади години од страна на војската. Всушност и дали самата војска смее да објави дека тие постојат и не посетуваат? Дали смеат да објават дека се кинески и руски? Дали би смеела војската да објави дека се тајни американски воени летала? Ништо од ова војската се разбира дека не смее да објави. Единствено што може е да го направи она што го направи. Призна дека феноменот е вистински и дека војската го истражува. Дека има докази и квалитетни видеа на овој феномен има, и тоа многу, но доколку во иднина видиме дел од нив, тоа нема да биде ништо официјално објавено, туку само од цвиркачи и инсайдери. Очигледно е дека веќе со децении сме припремани за прифаќање на оваа вистина, а добро е тоа што во последните години овој процес е интензивиран. Но кој знае уште колку ќе трае? Дали уште 10, 50 или 100 години? Како што се разгори оваа тема и конечно влезе во мејнстрим медиумите и во официјалните политички процеси, така напоредно се расширија и многу теории на заговор, како на пример дека војската со децении планирала лажно сценирање на вонземски напад со цел некакво контролирање на населението, што е апсолутна глупост.
Размислете и обидете се да одговорите на само едно прашање. Доколку воопшто сте загрижени за вакво нешто, доколку тие постојат и доколку не наблюдуваат со илјадници години, доколку имаат технологии што се илјадници или можеби стотици илјади години понапредни од нашите, доколку со апсолутна леснотија можат да ги исклучат сите нуклеарни воени постројки во светот што веќе е докажано дека можат. Дали тие ќе им дозволат на некој да сценира такво нешто? Во врска со наративот кој војската го пласира често во јавноста, а тоа дека тие се некаква закана, дали за човештвото, дали за националната безбедност, воопшто не е битно. Размислете на кој друг начин војската може да гледа не само на ова, туку на било што. Тоа е единствената призма низ која војската гледа на се. Дали е нештото подобро, побрзо, појако од она што тие го имаат, секако дека и на ова, како и на се останато тие гледаат како на потенцијална закана, не како директна закана, туку како потенцијална. А што е тоа? Тоа значи дека феноменот, ако сака, може да биде закана и ништо повеќе од тоа. Не значи дека феноменот е, туку дека ако сака, може да биде закана. Очигледно е дека не сака, затоа што ако некој ги има тие напредни технологии и ако сакаше да биде закана за нас, досега ќе беше. Ако очекувавте некаква помпезна објава на оваа тема, очигледно е дека ќе бидете разочарани, но не треба да бидете, бидејќи признанието е еднаш и за секогаш дека тие се вистински, дека постојат и дека војската ги истражува. Кој знае и дали некојаш во иднина и ќе се случи такво нешто како официјална објава на вистината. Повторно тука во предвид ги земаме гледањата и размислувањата на Лу Елизондо, директор на поранешната програма за истражување на НЛО феноменот во војската, која траеше од 2007 до 2012. Во скорошно интервју на Fox News во шоуто на Такер Карлсон, Лу за овој извештај вели: Well, this is certainly a historic moment for us, for our country, and I think for our military and our intelligence community. The government has formally and officially come out and informed Congress that these things are A, they're real, and two, that they're not ours, and that they seem to be performing, at least some of them, as you say, in remarkable ways. And I'll tell you something else that I find very interesting. You mentioned it, out of the 144 cases, we only were able to solve one, but there's two subnotes to that. And the first one is, when you look at this report very carefully, you'll notice that really the reporting only began in around the March 2019 time era when the Navy established its reporting requirements, and then later on in November 2020, maybe about 8 months ago, with the Air Force. So we have 144 reports really concentrating in just the last year and a half involving only military equities. And then the report further stipulates that a large majority of reporting really goes unreported. Why? Because of stigma and taboo, which is something that you and I are both very familiar with involving this topic. So one can surmise that there's actually a lot more than just 144 incidents involving the Navy in just the last year and a half, let alone, as you say, since the late 1940s. Ово очигледно историски момент за нас, за нашата земја, за воената и разузнавачката заедница. Владата формално и официјално го информираше Конгресот дека овие нешта се вистински и дека не се наши, дека некои од нив имаат неверојатни перформанси и нешто друго што е многу интересно, дека од 144 случаи сме можеле да решиме само еден. Но тука треба да се забележат две работи. Првата е кога ќе го разгледате извештајот многу внимателно, ќе видите дека пријавите за случаи започнаа некаде март 2019-та, кога морнарицата го направи формуларот за пријавување, и подоцна, односно пред 8 месеци, истото го сторија и воздухопловните сили, што значи дека имаме 144 случаи концентрирани само во последната година и половина само од воени представници. Во извештајот се вели дека голем дел од случаите не се пријавуваат. Зошто? Поради стигмата и табуизирањето на темата, што значи имало многу повеќе од 144 инциденти само во последната година и пол, а камоли од доцните 40 па наваму. So the report all but says what is obvious to anyone who thinks about this, which is these are not from a foreign military. And maybe the lackadaisical approach or the disorganized approach on the part of the military to looking into this suggests that too. If we thought these were Chinese, we'd be on it. And so we don't think they're Chinese, they're not Chinese, and they're not Russian. So they're extraterrestrial. I mean, what's the other
I mean, let's just say it. I mean, what's the other explanation? Potentially. Well, Tucker, that's a fantastic question because, as we've said before, when I was in ATIP, this is something that could involve outer space, inner space, or frankly, the space in between. And that's why we've always said, let's keep all options on the table. The more we learn about quantum physics and this remarkable universe we live in, the more we realize that our current understanding of the construct of the cosmos is constantly changing, is constantly evolving with new information, new knowledge that we get. I think from this report's perspective, if you notice the very first line in the report is, this is a preliminary report, which is indicative of the fact that hopefully there will be other reports forthcoming. Натаму во краткото интервју новинарот го кажува она што веројатно повеќето луѓе го мислат дека ова се вонземски летала, а на што Лу вели дека треба сите опции да бидат отворени. Исто така Лу вели дека ова е само прелиминарен извештај и дека допрва ќе има други извештаи и повикува на поголеми истражувања на овој феномен. They can't be human, can they? And if they are, I mean, if these were human, which humans would be doing this? На прашањето на новинарот дека доколку ова се луѓе, кои луѓе би можеле да го прават ова? Лу вели, It's looking increasingly like this is probably not the case. But the question is, what is it? And of course, people jump to speculation it's from the Pleiades or something like that, when in fact, one of the hypotheses when I was in ATIP was that this could be as natural to Earth as we are. We're just now at a point where technologically we're advanced enough where we can begin to actually collect information on it and begin to try to figure out what it is. There's been other hypotheses that these things are possibly from underwater, and as outlandish as it may seem, there is some anecdotal evidence that supports all of these observations. So again, what we want to do is try to get as much data on the table as we can before we start eliminating what something is. Of course, but се повеќе и повеќе изгледа дека не се тоа. Прашањето е што се, пред да преминеме на шпекулирање дека се од некаде, една од хипотезите додека јас бев во ATIP беше дека ова е можеби нешто природно тука на земјата исто како што сме и ние. Само можеби се уште не сме технолошки доволно напреднати за да можеме да собереме повеќе информации да дознаеме. Има друга хипотеза дека овие нешта доаѓаат од водата. Колку и да звучи чудно, има докази кои ги поддржуваат сите овие обзервации. Така да се што треба да направиме е да ставиме што е можно повеќе информации на маса. Given the data we now have, it doesn't seem like these could be human. Have you heard, or from a human source, have you heard anybody offer up a plausible explanation for how human beings could be responsible for these sightings? No, and I'll share with you even a little bit more insight. When I've had my private communications with some of my former colleagues and some people that are still in Washington D.C., the conversation that these being non-human vehicles and controlled vehicles, but still intelligently controlled by something or someone, is certainly not off the table. These are conversations that are absolutely occurring. But again, because as the report stipulates, because of stigma and taboo, no one's having this conversation really publicly yet. In fact, if you read, I think it's probably towards the end of the report, they say that our airmen still don't even want to have this conversation with colleagues because they fear retribution. And that's part of the problem, having this conversation. Такер Карлсон повторно неуморно бараше појасно објаснување од Елизондо, кој пак не смее да оддава никакви информации што ги дознал за време на неговата работа во војската и за време на истражувањето на феноменот, бидејќи ако го стори тоа, може многу лесно да се најде и зад решетки. Но сепак се обиде да даде некаков одговор. Кога приватно разговарав со некој од моите поранешни колеги и со луѓе кои се уште се во Вашингтон, разговорот дека ова се интелигентно управувани летала не од луѓе, туку од нешта или некој, никако не се тргнати од маса. Се уште се водат такви разговори, но повторно поради стигма и табу, се уште никој јавно не разговара за ова. Всушност, ако прочитате при крајот на извештајот, воздухопловците се уште не сакаат да разговараат за ова со своите колеги, вели Лу Елизондо. Извештајот пристигна, оној краткиот од 9 страници е јавен и го има на многу страници за даунлоадирање и за прегледување, но ќе биде интересно кога со тек на време во следниот период ќе излегуваат информации од оној поголем и класифициран извештај што конгресмените имале можност да го видат.